Добро вечер и добро дојдовте во петочното издание на магазин со Слободан Томиш на вистинска телевизија Вистрел. Да, еве кажав и ветив дека ќе бидеме заедно вечерва после тој ден де, јас така милувам да го кажам, да го наречем и така е, од основна причина бидејќи народот дојде по своето, си го бара своето, а тоа е правдата и бара промена во оваа држава, промена на сето она што значи политички амбиент. За волја на вистината, пораките што беа упатени, меѓу другото од оваа телевизија, од овие програми во кои сум ја автор и уредник, си земам за право создадоа едно јавно мислење со една единствена цел како да се изнесе вистинско решение и клjuč за излез од овој ќорсок, односно од лавиринтот во кој некои несериозни и непрофесионални политичари или политиканти ја донесоа Македонија во оваа ситуација во која денеска се наоѓаме. И да бидам искрен, користам можност во 2-3 минути мојот коментар, не паметам во овие мои изминати децениски години во мас медиумите да стигне еден Катил Ферман токму на денот на молкот. Да потсетам зашто ставна збор. Стейт Департмент излезе со еден извештај, вообичаено што го дава, за напредокот на државите, бидејќи се уште не сме држава како што треба. Тоа се држави кои се хибридни режими и треба да чекате каков вие извештај од Стейт Департмент, Европска комисија и така. Но кога ќе бидете стабилна, сериозна држава со сите ваши предиспозиции како една сериозна демокрација, нема потреба извештај да ви пристигат. Извештајот беше силен, јасен, дека во оваа држава, ова така наречена власт на која е на заминување, со хибриден режим, тоа е ставот и на Freedom House, има максимална артикулација или употреба на криминал, корупција и све оно што е опасност на државата. Полош извештај не сум сретнал. Ќе повторам, од денот на молкот се кажува, со еден збор, пуштени се низ вода. Резултатите од 180 и кусури илјади, со кој призна и господин Стево Пендаровски, не се тоа така лесно да се надминат, па ајде, почнуваме од ново. Од ново нема. Ново е тоа што ќе си бидат опозиција и господин Стево Пендаровски секако да си доживе својата пензија, како што ветили прочем и во првиот мандат дека нема потреба се кандидира. Но, што да кажем, кога е remove control, си е remove control. Тоа е мојот воведен збор и коментар за вечерашната емисија. А денеска имаме интересна вечерва емисија, посветена за раслојувањето на албанската политичка сцена во Македонија, што е евидентно. А ќе ја третирам со мојот почитуван соговорник, доктор Љулзим Фаризи, доктор по политички науки. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Како сте? Добро, вие добри сте. Фала, добро. Еве, ми беше задоволство да бидам искрен. Докторе, јас ве гледав токму во денот на изборната ноќ. Ми оставивте голем печаток. И да бидам искрен, веднаш стапив во акција да обезбедам контакт со вас и да ве поканам. Благодарам за вашата покана. Сакам најпрвен да ги заблагодарам нашите гледачи кои во следните 60 минути ќе одвојат време да не следат и да ги поздравувам. Секако. Се надевам дека нашиот разговор, Така. вашите прашања, Да. нашите заеднички тези и одговори ќе им се свиѓат на граѓаните и тоа ќе им биде мотив на 8 мај како треба да настапуваат на избори. Најпрвен, уште еднаш, да ви се заблагодарам за вашата покана. Задоволство и чест ми е. Цветко можам да речам, во превод, вашето име е Цветан, Цветан и Цветка, да. За 2 дена вие именде. Да, реално, да, така е. Славиме празник, големиот празник Цветници. Иначе на 26 мај ќе ми биде роден ден. Да. Вашиот роден ден коинцидира со еден роден ден мој добар пријател, токму од телевизијата. Да, така. Како и да е. Ајде, имаме една рубрика. Само уште нешто сега да кажам. Повелете. Ние го разговаравме пред емисијата, сакам уште еднаш пред гледачите дека јас како дете ве памтам како новинар
И од секогаш Слободан Томич, дори кога ми се јавте на телефон, ми се враќа меморијата од 98, 9, 2000, 2001, 2002 во тој период кога на Македонија вистински му требаше новинар кој има познавање, кој знае да поставува тези, да коментира, а не да биде послушник на одредени луѓе. Се надевам дека во иднина ќе бидеме исто јас како аналитичар, можда и во политиката, исто и вие како... Секако ќе ми е драго да бидете соговорник на наредните емисија. Патот, но едно е дека и двајцата во нашиот разговор заклучивме дека ние треба да придонесеме за нашата држава, да ја сакаме, да ја негуваме и пред се треба да ја чуваме. Нема друга алтернатива. Ова е е додека во минатото сме ја чувале од странците, сега најголемиот непријател ни рикна од внатре, односно ние треба да се бориме против луѓето кои му прават зло на државата, кои секој ден ја крадат државата, ја омаловажуваат и ја стават на тапет на држави кои се или во црна листа, или во тие матни листи во сите меѓународни институции, невладини организации, па и владини организации, меѓународни организации, како се Стейт Департментот и извештајот на Европската Унија која ја покажува реалната слика во нашата држава. Затоа сакам да разговараме во следниот период за сите овие теми и се надевам дека гледачите со задоволство ќе не следат до крај. Благодарам многу да бовите зборови, еве нека биде само тој бовет емисијата Ивана, е со нас вечерва и Кристина Томич, мојот асистент. Ќе замолам за еден джингл и се враќаме во студиото да почнеме. Останете со нас. Да, како што реков доктор Љузим Фаризи, доктор по политички науки, наш ваш соговорник во вечерашното издание магазин со Слободан Томич. Господин Фаризи, имаме една рубрика, тоа сум јас. Еве одблиску да ве запознаат гледачите кој е Љузим од ваш профил приватно да кажам. Да, значи моето име е Љузим Фаризи, имам малце потешко изговор околу странците ми го говорат името, односно луѓето кои и не го зборуваат албанскиот јазик, односно ми е специфично малце име. Дури албанците тешко го говорат. Моето име е точно Љузим Фаризи. По колку го добивте по дедото? Роден сум 84-та. Добро. Јубилар на 40 сега ќе наполнам, сега како зависи кој како ме гледа. Јубиларен роден се дали сум постар или помлад, во зависи кој како ме близнак. гледа. Јас така кажуваат дека јас не верувам на такви работи, јас се верувам само во силата што го имаш во себе си, во смисла треба да се бориш со живот, па можда и на ова насока, но некој не значи дека сите тие што се покажени во хороскопот дека се точни, но делумно мислам дека Близнаците како хороскоп не сум се надискупувал. Ама дека сум борец, да, сум да, борец. Јас имам керка во знакот на близнаци и знам дека е голем фајтер и голема креативност, секој слика креативност. Да, јас на мене го кажав тоа, дека сум борец, да, и се надоврзуваше нашиот разговор. Во ова тема, јас имам завршено средно 98 2002 година, 2002-2006 имам студирам на правен факултет. На УКИМ, така? На Тетовскиот универзитет имам завршено. После 2007-2009 имам магистрирано во познатиот како Штуловиот универзитет. Југоисточна Европа. Да, во Југоисточна Европа, универзитет на Југоисточна Европа, во Тетово во тој период, пошто во Скопје не беше дисперзиран. Да. И во 2011-2012 имам докторирано при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Секој час. Во направниот факултет.
Јустијан I, доктор по политички науки. Мојата менторка беше Татјана Петрушевска, која веќе е почината. Бог да ја прости, прекрасна професорка. Прекрасна и пред се... Од која можеше да се научи многу. Многу требаше да научи. Имам За добрите делови што луѓе ми- имаше да се збори. Луѓето се препознаваат по добрина и по злодела. Дека луѓето ги познаваме по дела и злодела. Но госпоѓата Петрушевска беше професорка од која можеше да се научи. Од Но 2004 да. односно 2003-2004, од тој период, кога имаше еден странски проект, со, мислам дека Европската агенција за реконструкција, сега не ги памтам добро како беа тие институции, бе во таа ПАЦЕ, PEACE програм, што е познато, и влегол како државен службеник во тој период, но асален државен службеник во тој период, што имам почит кон тие државни службеници, не тие после што дојда по партиска книжка или партиски список. Се обучував, работев во 2004-2009 во Министерство за правда, после 2009-2011 при влада и од 2011 навамо сум во Министерство за труд, односно во Државен инспекторат за труд. Работам како трудов инспектор. Јас сакам работата, јас сакам професијата и сакам да придонесувам и во институцијата, и во државата, и во општеството. Имам добра визија, мислам на добри проекти, што ние треба пред се да придонесеме во смисла на подигнување на свеста и кај работодавачите, и кај работниците, и кај фелата, интелектуалната, со цел сите заеднички да си подадеме рака и да си... Во рамките на таа рубрика тоа сум јас, брачна заедница, оженет? Да. Лечење? Да. Колим учат ученици? 16-14, машко и женско. Младите се жениле. Што исполнува животот? Пороци имате ли некои? Мајка и татко. Пороци, викам. Порока, чече, пушење, некои други спортови, да рече така. Не мислам да го за породица, извини. Хоби? Ајде, речем, не, хоби. јас не пушам, не пијам. Токму тоа сакам да ве прашам, дали некој сте се го памтите вашето прво пијанство? Не. Не. А што би сакале да бидете ако не сте денеска ова што сте? Дали размислувате за друга професија во животот? Јас, кога сум бил средношколец, сум бил љубител да бидам можда во смерот на географија. Ми е одел како предмет 2002 се извинувам, кога завршив средното училиште, покојниот мојот професор по географија, заедно со другите таму имаат истакнато како најдобар во средна школа во историјата на гимназијата, тогаш Зев Лушмарков полнеше 50 години. Јас таму завршив Никола Карев. Да, и тоа можда ми било... Носите име на цвеќе, значи, дали сте толку романтичен во животот, дали кога последен пат и подаривте букет рози на вашата За 8 март. За 8 март. Почитувани тоа е Љузим Фаризи, нашиот соговорник, е малце да свртиме листот околу темата исто така доста интересна и сериозна во секој случај, а тоа е раслојувањето на албанската политичка сцена во Македонија, што е евидентно, да бидам искрен. Добивме на политичката сцена два корпуса на политички елити во кои претендираат да го освојат гласот на народот во овие престојни парламентарни, односно председателски избори. Со своји кандидати видовме дека министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи и натаму претендира, протежира дека со неговата визија предвидува инкорпорирање Македонија во Европската унија, но според народната забелешка на еден перфиден и подмук начин, бидејќи тој воопшто не го исполни ветувањето и исполни стандардите. Што мислите вие? Прво да ја прашам за раслојувањето на албанската политичка сцена во Македонија, како да дефинирате, и второ за господинот Бујар Османи.
многу е за анализа. Огромно треба анализа, дури јас како експерт, како политиколог, како доктор на науки, дури некои тези, односно некои резултати што јас ги гледам, дури ми се чудесни. Но сакам први да се надоврзам историски. Во нашата историја, во политичките действувања на албанските етнички политички партии, гледаме некои партии, односно генерално сите политички партии денеска, со исклучок некои помали кои не можеле да се истакнат во историјата, се некои политички партии кои по секоја цена сакат да бидат на власт и по секоја цена се обидуваат да го држат народот под контрола и во сметка на државата. Со камшик, со еден збор, може да рече политички камшик? Да, со политички камшик, да не кажам дека го држат под робство и под команда на од страна на институциите на државата кои мислат дека се свој. Јас после читам да врзам на некои. На што се може тој начин на артикулирање? Тој начин пред се артикулира од начинот на образованието. Мислам дека образованието е на многу низок ниво, бидејќи од таму поснува, од градинка, ти кога таму го гледаш како мало дете, како едно бебе што идеш во градинка и ја гледаш дека таму е вработена од негователката, со директорката на градинката, од партиски војници, и ти веќе се навикнуваш на тоа. Тоа веќе како поминува времето, ти се прилагодуваш на таа ситуација што е внатре. И децата кога идат у школа, пример, еве карикирам сега, ако ти имаш едно дете кој има 6 години и ти го идеме запишено во градинка и ти кажува дека не можеш да ја запишеш, се знаат како условите, сега не треба да бидеш на општина, да живееш во таа општина, територијално ти го кажувам сега, ти пример карикирам, идеш од Сарај, сакаш и се преселуваш од Чаир. Но ја немаш тоа, како пример ти кажувам, или обратно може да биде од Чаир да идеш во Сарај да живееш, и ти не си ги сменил податоците. Ти кога ќе одиш во градинка да ја запишеш детето, или првачен у школа, и ќе ти кажат ти не си дел од општината, односно не живееш во општина со престој, односно според личната карта, и ти кажат твоето дете не може да се запише у школа. И ти што правиш? Одма врски кај нас. И кога ќе го запослиш и ќе му кажеш на детето да ти си заврши работа, пошто мајка или татко ти фати врска кај XY или кај политичкиот послушник и го фатил директорот или директорката и те пикнав у школа првач или во градинка. И на тоа дете му се фиксира во мозокот и така тој почне да расте, се додека после ние им поправиме оценки, го запишуваме на факултет со познанство. Оценките на факултет ги земеме со познанство и на крај после ќе го вработуваме и со познанство и дури и на работа ќе му помогне, пошто тој не е способен да ја заврши самата работа. Значи од тука кај нас се системот е ставен обратно, додека ние дури обвинител ќе станали судија без завршен факултет. Тоа веќе е познато кај нас, тоа веќе е познато како стандард. Кај нас е тешко да имаш факултет, па не можеш да одиш, иначе без факултет одите се најде чарата. Дали наистина лошо за албанците или добро во Македонија? Па генерално да, бидејќи имаше една теза, затоа сакам да се мора да ја кажам оваа теза. Имаше една теза со години кај нас се пласира од 91-а, ама мислам дека конечно ќе заврши на 24-ти, а тоа крајно ќе биде на пресудно за 8 мај. Што значи тоа? А тоа е следното. Да. Сегогаш кај нас во државата, кажува дека албанските политички партии се расцепани, односно се расцепуваат, бидејќи македонците, односно македонските политички партии, односно службите во државата, УДБА и така, порано беше УДБА Југославија, сега не разумески службите, имаат прст кај албанските политички партии и затоа ги расцепуваат со една цел. Албанците да земат помалце пратеници, за да не можат да ги условат македонските политички партии за составање на влада или да земат помал од колачот, отколку што им на не следува. За прв пат имаме обединување на две политички блока, на Европскиот фронт предводен од Али Ахмети и на другиот
другата коалиција влен или вреди, ако е Да. точно се преведува буквално од албански, од партиите на Арбен Таравари, Изет Меджити, Африм Гаши, Билал Касами и како советникот на Дали пукна тиквата? Да. И кога виде овие дека му гори на Ахмети, лично на него, пошто тој на крај кога ќе излезе, ќе му стави клуч на партијата како мандатачи на ДПА, пошто тие се промовира постојано браќа, ние не знаевме, ние мислевме дека се големи противници на партијата, тие биле големиот брат и малиот брат. Од ризикот што го вида, не само што ги собра сите политички партии во едно. Толку страв? Да, дури зема и од ромите, и од бошњаците, и од турците. И сега тој се промовира како нивен лидер со цел да го подобрува нивната позиција. Тука ми е збор за малцинствата на бошњаците, на србите, на ромите и турците. Како тој 23 години да живеел во сосема друга држава, а да не живеел во Република Македонија. Дали народот го прифаќа, господине Лјузин? Дали го сака народот, Али Ахмети? Тој сега кога му гори на него и на неговата партија и на тесното семејство, тогаш бизнисменот од Соравија ги собра сите. Но резултатите од изборите покажуваат дека многу малце влијал гласачкото дело кај него. Пример, у Теарце изгубил. У Шутка, Шуторизари, општината, тој чекал 8.000 гласа, зема 2.000 гласа. Разликата помеѓу Влен и Дује 1.000 гласа. Во тројка и четврка, која предпоставувам дека начинот му било да ги подкупува гласовите, таму не му успеал. Таму го гледавме с Бојан Османи. Како се подкупуваат гласовите? Па гласовите ги подкупуваат реално во Дуи. Има 3 стратегии. 3 стратегии, добро? 3 стратегии. Тоа јавно го кажуваат. Тоа ми имат кажам презданици, кажам тоа не е во ред. Луѓе што се блиску во партијата, дури ми се подалечни родни. Притисок, закана, пари. Како да? Притисок како? Притисок, ти не може да им притисок на секој. Ти им вршат притисок пред се на вработените, во јавната администрација, во здравството, во судовите, во агенциите, значи се што е под државна капа, првин им вршат притисок. Ако не успеат, тогаш идат на закана, работно место. Да ти избркам од работа, ќе те носам таму, ќе те носам ваму. Значи, тие се унесуваат, тие, после сакам да се надоврзвам, тие мислат дека државните институции се приватен имот. Тие не го гледат себе си како политичари кои имат земана мандат од страна на граѓаните да менаџират и за тоа да се плаќат. Како одговорни лице, што треба да ги водат тие институции. Тие мислат дека кога ќе станат директор таму, министер, тој мисли дека тоа е собственост, веќе тоа им е приватен имот. Знаеш што? Сакам да го наврзам нешто со администрацијата поврзано со ова. Памтете Стефче Јакимовски, односно неговото семејство, имаше поднесено барање за извод. И наместо да му дават извод на венчани и на родени, му дале извод на умрени. Тоа е шокантно не за него и за неговото семејство. Тоа е шокантно за сите нас, треба да биде шокантно. И замисли, ние имаме такви вработени во јавната администрација. Замисли да има таков човек од таков калибар во катастар. И да оде министерот, директорот и да поднесуваат барање во за имотен лист. Некој од таквите, со такви дипломи, може да му го Соравија да му ја пише. Да му ја не Соравија, министерството може да го стави на негови имот, приватен или другата институција во јавната школа, било што. Значи, до такво дередженизм, кога секого ти го вработуваш.
Не дај Боже да оди некој директор од некоја јавна институција да побара со тоа центарен регистар дека тој е управител во таа истото, некој таков како она што дала извод, да му го препише. Колку балансира го создаде сето тоа, искам да прашам? Дали треба квалитет или квантитет? Балансерот во минатото, а и сега според рамковен договор, нели според уставот требаше да се балансираме, ние во смисла на народите во државата. Но балансерот го ставиле заради можноста не за да балансират луѓе, туку да ги балансират политичките активисти, односно партиските активисти. Знаеш зашто? Во балансерот, ако стават балансер и под секоја цена, според балансер не треба да биде албанец, ром, турчин, би било добро сега. Иако јас мислам дека од тоа, јас сакам да конкурирам со сите. Ајде да се пробам, кој си, што си, колку си работил, колку заработиш во твоето работно место. Тој се јавува на телефон или ја носи листата и тие го вработват според основот на балансерот. Ајде да го тргнеме балансерот и да конкурираме сите. Можда, ако ние сме образовани во тоа ниво и може да конкурираме, а тоа е вредност на секоја било која држава, тоа е вредност на секоја било општество, да конкурираме. Може да ќе испадат пообразовани, попаметни албанци, ќе ги ставиме си, односно тој кој заслужува. Ако ромот ги исполнува условите, нека ги исполнува. Но сегаш со лојална конкуренција и тогаш ние може да зборуваме за институции кои треба да им веруваме. Значи, у секој случај го оспоруваат начинот на работењето на балансерот? Јас го оспорувам балансерот, бидејќи ние правиме квантитет, не правиме квалитет. Да. Јас сакам да конкурирам и да се видиме кој, бидејќи во знаете што, ние мора да се научиме во оваа држава. Да. Мора нешто да научиме. По втор пат. Дека највисокиот политички акт во државата е уставот. После законите. Дали се почитува, дали се треба Ние треба да ги почитуваме, само уставот да го почитуваме и законите. Така се попишено законите. Ако во уставот кажува дека ние реално сме држава кој живеат повеќе етнички заедници, тоа е богатство за нас. Сега. Ние треба да го чуваме и сите треба да придонесеме за таквото општество и за ова држава за која зборувам. Немаме ние друга, ни ти, ни јас. Да. Искрено прашање, ме наведовте остава да вие да повеќе да зборите. Колку македонскиот народ покажа, немајте погрешно да ме разберете вие и ни гледачите, сепак е на човеколюбие, респектабилност, особено кон албанскиот народ, визави останатите кои што вистина ги немат исто така големите придобивки како што е албанскиот народ, зборам за другите етнички заедници. Колку македонскиот народ исполна не само чесен, ги отвори портите, раката на соработка, визави од другата страна што не се добива, ова е оценка на мнозинскиот народ. Искам да прашам, со оглед дека гледам дека сте отворен и го почитувате невредосен код на еден човек. Ние може да сме правили грешка во историјата, но ние не треба да ја враќаме назад сегаш главата. Ние во овој дали треба да има поголема кохабитација, поголема соработка? Сега да се надоврзам само на нешто друго. Ние повеќе главата ја држиме назад колку напред. И кампањата беше, еве во албанскиот блок. Ние односно политичките партии помеѓу себе се препукуваат кој колку зло направил у државата. Никој еден не каже колку подобро добро направил. Дали не примеле македонскиот народ, односно дали ја отворил портата за албанците. Реално кога си млад можда не можеш да размислуваш. Но сега можда во институциите, во болница, во институциите во државата има албанци. Има и доктори, добри лекари, добри доктори, добри операнти. Но замислете во една ситуација кога ти во 2001 си имал војна. 2002, 3, 4, 5, 6, пошто докторот не се создава преку ден.
Кој те оперирал? Само ова треба да го размислиме. Значи, ако отишол албанецот во болница, ти пукува слепо црево, ти ќе починуваш. Ти не можеш да дојдеш да се оперираш во ниво Тирана, ни во Приштина, ни во Белград, ни во некоја друга држава соседна, ни во странство, пошто немаш време, толку брзо треба да се интервенира. И те оперирал, кој те оперирал? Македонија те оперирал. И ден денеска е така. И во институциите, порано, ти си вадел секој граѓанин кој е државин на оваа држава. Имал контакти со администрацијата или имал контакти со институциите. Ние пак сме били комшини. Пак сме соработувале. Другарството помеѓу, основно кажам, македонци и албанци не постои од 2001 наваму. Ние сме живеели и во Југославија, сме живеели и пред 100 години, 200-300 години. Јас имам голем број пријатели албанци, еве ти ги поздравам, тоа се зијат. Начинот како ги поставуваат тезите е само политички профит, ништо друго. Лека по лека ќе се сменат работите. Ќе помине 10 години, ќе поминат 20 години. Некој може од албанците мене ме гледа, некој, не кажувам сите, ме гледат како овој сега предавникот. Може да кажува, пошто има секакви глави. Тој што има. Зашто предавник? Ја кажувате вистината. Ако само вистината, пошто тој вистината гледа од друг ангол. Не, од друг ангол со друго око. Со туѓо око. Со што му одговара? Што му одговара? Не го манипулираат многу лесно. А мене не може да ме манипулираат. Мене многу е тешко да ме манипулираат. Може да го манипулираат дете, може да го манипулираат некој постар човек. И кој не е образован до толку. Реално е така. Колку повисоко човекот се образува, толку подолго гледа, поопширно гледа. Хоризонтот. Да се надовезам со прашањето, уште еднаш. Албанските политички партии се содинува и резултатот излега така што излезе во изборите на 24. Кажете ми неколку околу изборите, ве молам, со оглед на времето, тема околу уште половина час од емисијата. Со оглед вие дадовте добра оценка, со оглед истовремено дека вашите опоненти политички тоа се дуи, излегува вечерта, допатат порака токму на вашето седиште на плоштадот. Не сум политички определен. Не сте, пардон? Не. Меѓутоа, простете ми во секој случај, значи, како политички аналитичар. Но сепак гледам како еден експерт за политички системи и политички науки, давате критика на политичката партија која и натаму претендира да ја освои власта, тоа е ДУИ. А мене ме интересира вашиот став. Како е вашиот став кога господ Артан Груби на денот на изборната ноќ, нели, на гласањето, излезе и им порача заминете си. И конечно вчера ме виделе на телевизија, регистриравме дека иконографијата негова што недолична. Ја не видел да се политичар донесе чанта, куфер, да речам, нели, за изедмиджите да напушти државата. Колку тоа кореспондира со професионализмот и етичноста и моралноста на еден политичар? Ќе го први на ова директно. Тој изгледа како едно дете тенеџер на 16, 17, 18 години кој слуша рап музика, пошто јас не ја знам тоа област, и има некој од таа музика, тој е инспириран од тоа и мисли дека тој се бори кој повеќе фанови има во концерти. Ова не е политичката битка, не е фанови кој повеќе ќе носи луѓе у концерт, туку е битка политичка пред се на идеи, на проекти за подобар живот на граѓаните. Тоа е моја понудата на него, тој сака да биде интересен и да го гледат младите, особено тенеџерите или кои не се добро созреани. И тоа е жално еден заменик премиер да се однесува така. Пред се, бидејќи тој можеби тоа го камуфлираше од тешкиот пораз што го имаше на 24 април. Од друга страна, ти видел дека се победници. Дуи, не. Има ли шанса да се случи? Што ќе се случи на 8? Една теза не може да го импонират во општеството после изборите. Пошто треба да правиш компарација пред изборите и после изборите. Албанската опозиција вреди, да. Или вреди, да. Е од
албански политички партии кои така сакаат да постапуваат. Етнички. Дуи направи еден фронт, односно една коалиција која има и роми, и турци, и босанци. Ако се сеќавате, тие јавно кажува дека ние не се бориме со Влен. Ние се бориме со ВМРО, ДПМН и со СДСМ. И тие биле во некоја суперлига. Тоа суперлига значи ВМРО, ДПМН, тие, односно ДУИ, коалицијата нивната и СДСМ. Тоа знаеш како изгледа? Тоа изгледа како во бокс. Ти да идеш да се надпреваруваш во професионална категорија, па има полупрофесионална и аматерска и некоја друга категорија. Како Макрон што дошол во Европска унија по лиги, да речем. И сега овие дуи кажа, ние не се бориме против вас. Ние ќе одиме, пошто вие сте аматери. Ние ќе идеме, ќе се бориме во професионалната лига. И таму се нокаутирани 15-0. Ти сега се нокаутираш 15-0, на 20 секунди нокаут добиваш, и сега ти излегуваш од ринг и кажуваш, јас сум шампион во аматерската лига. Не може така ти да се бориш таму, а да се прогласиш шампион. Не може на два фронта. Ти си поразен таму, тие треба да излегуваат да кажуваат, ние изгубивме од страна на ВМРО ДПМН и од страна на СДСМ. И тие треба да кажат, ние веќе се спреме за опозиција. Тие напротив, а тука е и грешката на Влен. Тие кога го виде резултатите, вака визуелно се изгледа разочарано, пошто 120-183 за мене беше очекувано тука. Јас на моите луѓе, на моите другари, сум ми кажал, ако е разликата помеѓу фронт, Европскиот фронт на дуи што го предводи и Влен 25.000 до 30.000, вие треба да прогласите победа. Не, ние ќе ги победиме. Не е така лесно да победиш Дуи. Дуи знае точно што сака граѓанинот. Точно знае што сака граѓанинот. Граѓанинот сака на свадба да пука со пиштол. Му возможува. Пукај. Сака во социјално да зема. Социјално му возможува. Пензија што не заслужува, ниту работа. Тој работи во Италија, Германија, во странство. Затоа нашата диаспора разликува и од македонската диаспора и диаспората и од албанската диаспора што е од пример Косово, Албанија. Да, фантом пензија. Тој иде во Италија си работи, тука си зема детски додаток, си зема до значи. Ова ние треба да за тие точно знаат што треба да. Што треба? Што го го оперира мајката, ќе му се јави пред 20 години, знаеш кога ти оперирав мајката. Јас гледам едно дете. Одидов да гласам, го гледам детето. Пред 15 години му починал таткото. Кога ургирале во болница да го примат, му починал, уште денеска тој гласа. Оврска. Да, ми кажам, зошто ти гласаш за нив? За кој ќе го кажам? Зошто? Знаеш, пред 15 години јас бев мало дете, ти ми помогна таткото да ми го оперират. До толку ниско идат. Ние за да се смени. Тоа тефтер го запишуваат како врска. Знаеш, или знаеш кога ти дадов едно кафе ќе му се јави. Некој ручек некогаш. Едно експресо ти дадов. Да, дадов експресо, знаеш. Или 50 денари, картата која ти платив. Значи до толку ниско. Ти го чува цел живот. Кога те вработив, што си ми вработил? Тој мисли дека на приватен имот ги вработил, приватна фирма. Пардон. Ми треба да правиме разлика во тоа. Битката е тешка, но овозможена. Има ли шанса? Само нешто да кажам. Само нешто да кажам. За да надоврзам со тоа. Да. Кога Христијан Мицковски излезе на прес, изјави дека му честител, се слушал со Арбен Таравари, му честител за резултатот. И му посакува успешни избори и успешен резултат, односно во парламентарните избори и во вториот круг на председателски. И дека го чека во следната влада, ова не го слушнале Влен. Истата вечер пред врзаниците на. Не го слушнале? Па ги изгасне сите телефони, мислите дека крај бе.
утре дента, кога сфатиле дека така изјавувал, Тоа е вчера веќе има мотив. Да. А кај Дуи па паднал мотивот. Огромен паднал мотив, потому во Дуи 120.000 гласови. Сите се интересжи таму. Сите, буквално до еден. Од тие преска што ти споменав. И сега, јас мислам друго. Албанците ти кажу, во државата, имаат потреба од помош. А тоа може да ги помогне само Христијан Мицковски. Дуи со нивната пропаганда, медиуми, портали, активисти, расширале информации, односно дезинформации, дека ВМРО-ДПМН е против албанците. И тоа е создадено како лоша представа. Како представа. Тие мислат дека ВМРО-ДПМН цело време се замана со албанците против или против албанците. Што не е така. Мицковски изјави дека е врска тоа. Да. Против криминалот на Дуи такав изјави. Па тоа криминалот на Дуи, тие го превртат, тие се фабрика за пропаганда. Знаеш зашто? Еве, зашто Тетово, пример, падна проектот за фабриката? За колите што се... За коли. Електрична струја. Да. Тие пише трик пред изборите. Колку 50 милиони евра им даде, значи... И да, тоа не сакам да не врзам, тоа треба да дават одговорот пред институциите за прогон, криминал. Сакам нешто друго да кажам. Зошто нема фабрики во западниот дел? Економски промотори имат низ светот. Министри за економија, министри за финанси, агенција за странски инвестиции. Се имат на рака. Зошто нема фабрика? Дуи сака да биде единствената фабрика. Не сака конкуренција да има. Фабрика за пари? Фабрика за тендери, фабрика за крадење, фабрика за лажење и фабрика за дезинформации. Тие сакат да бидат бренд од државата. Кога ќе ти иде тие идеја фабрика, тебе да ти се поврза мозокот со Дуи. Фабрика, тие се фабрика за производство. Тие се фабрика за вработување. Учествува во многу интересно, ме канува еден пријател. Кажа, ајде ќе одиме, се промовират најдобрите работодавци од државата. Тоа беше минатата година. Добре, одам таму и гледам еден другар во Дуи. И кога излеговме од таму, кажам, ги промовира најдобрите работодавци од држава во смисла на многу категории. И кога излеговме надвор, кажам, другар, ти си сгрешил. Кажам, зашто сгрешил? Требаше да му дадеш, погрешно си му дал признание на фирма најдобар работодавач во сите во повеќе области, како генерал најдобар. Требаше на Дуи да му дадеш. Зошто? Дуи вработување, поголема агенција за вработување, јас мислам дека нема во државата. Тие во секој излагање ние кажа сме работеле 50.000 вработени. Колку е едно вработување? Замисли ти да кажуваш, јас сум вработил 50.000 вработување. Јавно да го кажуваш тоа. Во кај си ги вработил? Во приватен? Во своите бизниси? Во државна администрација. Замисли една колку е една цена, колку е едно вработување? Има некој? Сега на гласови го имат, го пресметала. Сега немаат потреба на пари, пошто парите ги земат. Сега на гласови? Сега на гласови, да. Колку е врска на еден вработен да донесе гласачка машина? Па јас не сум во текстот тоа, но знам дека ги терат сите семејства да идат да гласат. Семено. Кажете ми една интересна работа. Дечи господин Тахмети претендира и се дефинира како зелена партија, екопартија, Европска фронт и така натаму. Од друга ситуација излезе на плоштад, напред Молкот,
и скандираше заедно со присутните и со низки ударци, тој сленг наистина недостоен како еден политичар да му опонира на својот опонент. Ја говорам од оваа страна како новинар и како гласач, во секој случај не е убаво. Се однесуваше на господин Мицкоски, ја не сум адвокат на Мицкоски, никому. Меѓутоа не е вкусно. Меѓународната заедница веднаш реагира и излезе со соопштение на State Department. Ја верувам дека дојде до ушите. Исто така беше господинот холандски амбасадор, директно во мала речица не се јави кај премиерот Ковачевски, кај него да му пати критика дека вака не оди. И конечно, колко е тоа коректно и правни и политички издржано ти да повикуваш и да скандираш со УЧК јавно, а лидер на политичка партија, од друга страна бил амнестиран и докажа дека ни еден таков воен, простите ме на вокабуларот, јас не го кажав тоа го кажа Робертсон, тоа кажа Солана, нарекувајќи ги терористи. Од друга ситуација, тоа немавме случај со Шин Фейн, Джери Адамс, ниту имавме со ЕТА. Значи, им се укажа можност, ајде речем, условно речем, со воинствен вокабулар и начин, да влезе во политички систем. Поширок коментар. Пораката ми е, дали го оправдувате, како делувате, изјавувате, што би изјавиле дека господин Али Ахмети скандираше со УЧК на денот пред Молкот. Што сакаше? Дали таа порака е внимавајте што ќе ве снајде? Дали повикува на војна? Не, тоа е популизам. Тоа е популизам. Знаете зашто е популизам? Зошто? Тој кажува дека цело време кој излегува по телевизија, кажува дека тој ја урна Југославија. Тој ја урнал? Ја урнал Југославија. Тој да не слушам дека и Берлинскиот зид некој ден кој излезе дека А колку е точно дека се зборуваше во медиуми дека бил член на УДБА? кажува дека Работеше за УДБА, така беше спомнато. Не, дека тој ја урнал Југославија. Да се надоврзаме со ова истото, меѓутоа се кажува дека тој е работодавач, нели, порано, 2006-2007, 2008, кога ги извадеше тие документи дека соработник. И за него кажува... За УДБА, така. Па и го нарекол за територијални... И сега излегува, кога направи коалиција со Мендутаци, и сега кажува, ние заедно сме се бориле против Југославија. Сега на кого да му веруваш? Изненадал господин Села, навистина, зашто така? А јас знаеш зашто сум изненаден? Јас сум изненаден за нешто. Тоа што сакав да го кажам во почеток. Јас не можам нешто да сватам како албанец. Само нешто не можам да сватам. Ефектот во црната листа. Ефектот на црната листа. Некој може да кажува, ова што зборува. Многу е голема разликата помеѓу албанскиот гласач и македонскиот гласач. Зошто? 10.000 подписи. Стефче Јакимовски за да се номинира за кандидат за председател на државата. Претендираше 60-70.000 гласови да земе. Реално што можеш да ги земе. Што значи Од црна листа ставање 8.000 гласа. Имаше повеќе неважешки гласови колку што имаше. Не успеа да ги земе 10.000. Ефектот од црната листа. Тоа е од ефектот од црната листа. Не, што го стави во црна листа во САД. Не, тоа зборам како кампања направи. Сега идеме кај, значи македонци го прифата одма и се стопира. Не го гласа. Кај албанците Уструга, Рамис Мјарко од црна листа. 8.000 со 5.000. 9 во цела петка со 24.000 за Дуи. Кичево. Нема асфалт, водовод, канализација, што нема. Уза јас немаш. 8 со 2.000. Гостивар. Ги запали. Гостивар, Дурматус. 15 загинати, колку имаше. Победува Дуи. Тетово, ги запалија живи. Победи Дуи. И тука, изранено. У Сарај, автобусот што се изгоре во Бугарија, 8-6. Да што се должи да? У Чаир, истото. Во Липково, ни вода, ни канализација имат. Живеат како во 17 век. 21 век денеска.
21 век. Куманова, диво населје. Аба ги изгореа. Ги изгореа, живи ги изгореа. Пукна. Овие што беа у власт. Дуи. Победува. Ова е за истражување. Затоа На што се должи тој феномен, нека кажете? на клиентелизмот. Да, клиентелизм. По секоја цена една плата дома. По секоја цена еден бизнис. По секоја цена Тендер. да имам познанство некаде во институциите. И алчноста. За инат. 2020 пијам кафе со некои мои другари. Пошто јас секогаш сум бил, пошто јас ги сакам промените. Во животот сакам промени. Сакам нешто да биде нешто убаво за државата. Да придонесеме нешто позитивно за државата. Држава едно за секогаш да тргне во правен пат. Кажа, ве победивме. Кого? Ве победивме. Добро не победивте, ама што добивте? Не е важно што добивме и што ќе правиме, ама важно вам ве победивме. Значи, алчноста по крај да бидат само победници. Тие, значи, се задоволуваат да бидат победници. Имам и други интересни... Дали вредеше, не ми одговоривте, со таква реторика, со таков воинствена порека од господинот Али Ахмети? За тоа, да. Бидејќи коалицијата вика влем или вреди. Вредеше ли да така се Послушај, изјасни? 2020 кога го изгуби компасот, нели 2016 исто викаше Артан Гуги по тие први очего по собирите, по митинзите. И овој пат се виде, пошто порано кажуваше Артан Груби, кажуваше, сега се потврди тезата дека односно Али Ахмети го има подучено тоа. Најлошото е што албанските политички партии сегаш го нападнуваат Груби, мислам дека главниот архитект е Али Ахмети. И тоа што викаше усред центар, јас дури и на моите другари македонци кои ги има, кажам, добро, вие 7 години на власт, ти живееш у центар, кога ти више учекот, ти излезе во прозорец да го слушнаш. Тоа не е добро, тоа беше чиста провокација. Тоа, мислам сам дека беше тешка провокација, а резултатите, ефектот го имаше особено кај македонскиот блок. Збори за преслушување, така? Не, во смисла тоа што искажуваше во сред центар. За Ахмети, не за тоа ме праша. И тоа беше многу ниско и провокација, а јас мислам и тоа со кексовите. И очигледно после 8 мај ќе пие Оптамил. Што ќе пие? Оптамил ќе пијат. Да. Во контекст на цуцла ќе видиме како а некој на топол оброк. Со оглед дека имаме некое сознание, оначе не се фейк ньюс, меѓутоа сепак се трудам, еве добив целата македонска јавност се обистини тоа дека стигна информации со извештајот на State Department, но навистина весело ќе биде идната недела. Според тие извори кои допреа до моите уши, се очекува и црната листа да биде збогатена идната недела. Дали тоа ќе го донесе конечниот епилог во држава, дека тие травелмейкери или белјаџи треба да се заменат и да го остават просторите на политичката сцена на тие кои имаат сепак идеја, имаат желба да променат, направат вистински промени за доброто на државата, или натаму треба да царе криминалот и корупцијата? Јас сум пред себе многу демократ, либерал, космополит, настроен можна проевропските вредности. Сум обожавател на теоријата на Вилсон. Да? Да. Мислам дека тоа му отвори патот на светот да биде мирен после Втората светска војна. Знаете колку е почитуван Македонија и колку беше и декрет донесе за Македонија. Тој посебено на малцинството на државите кои имали, знаеше точно што треба да се почитуваат правата, особено на суверена држава и на човекот, генерално на човековите права.
Јас верувам многу на тоа. Но мислам дека надворешната политика на САД и на Европската унија е многу мека. Јас мислам дека нашите граѓани, нашата држава нема време за чекање. Јас мислам дека 30 години буквално тие политики надворешни му имат направено зло и на државата и на нашиот народ. Па не може ти да ти биде црна листа меѓу тачи во САД, а да се сретнува со амбасадорот на САД кај нас. Тоа ми е нешто чудно. Јас мислам дека американците, меѓународната политика, кон нашата држава, треба да биде потврда. Односно, тие треба да го употребат дипломатијата на железото. Сега да го преведувам јас буквално. Потврда дипломатија. Што значи? Подхитно да ги става сите луѓе кои наштетиле на државата од црна листа. Одеднаш сите. Што зашто да чекаме ни една, двајца. Одеднаш сите кои се во црна листа и стави ги и сите брзо. За еден месец сите одеднаш да се чисти кај нас, да дојдат, да идат нови млади луѓе. Дали може системот, институциите во Македонија без Америка да не прави црни листи, да владее правот на држава и да се санкционират сите кои посегнаа по туѓото со лепливи прсти и кои наштетија на државата? Во македонскиот блок веќе имаме циркулација и ние на власта. СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО. Дали неказнивоста треба да биде крај, да се донесе крај на неказнивоста и еднаш да превладува правото? Да, јас верувам на младите луѓе кои може да ја прават промената. Бидејќи има околу 3 минути, ја би ве молил, со оглед дека сакам на ваша завршна реч, да ми дадете за и околу предстојните избори на вториот круг на 8 мај, ви дадовте една добра анализа, пред неколку 72 часа реков ве гледавме на телевизиите, и спомнавте дека електоратот веднаш заминува кај победникот, со оглед дека му треба цврста рака и секако доколку коалиција поднесе предложи, јас пред неколку часа ослушав господинот Мицковски дека имаше средба со некој од идните коалициони партнери, а не сакаше да каже кои се фактички, но дали може да се прочита дека тука е подадена рака на Влен, а вие рековте, изјавивте дека доколку излезе со таков став, веднаш гласачката машина ќе се приклучи кон победничката. Ова не е навивачки, во секој случај говорам врзосвон тоа што ве кажете ми дали има шанса СДСМ да направи преокрет, да направи тотално спротивен и сите да гласат за СДСМ и Стево Пендаровски да победат нови. Ние тие се молат да имат 30 пратеници, ама немаат тие ќе паднат во вториот круг. Која е вашата анализа да речеме? Не знам дали ќе можам за една минута, ако ми дозволиш малце. 2 минути имате за тоа. Само треба да знаат сите политички партии, условно кажам, јас не ги делам така, македонскиот блок, дека Дује личи на лошиот пливач. Тој само ги фаќа и ги удавува. Во историјата од 2020, од 2002 до ден денеска, сите ги удавил. Тој е карциномот на државата. И мислам дека јас една порака до Влен. Треба многу побрзо да излегуваат за да прават коалиција. Во моментот, затоа и во разговорот преска кажав дека на албанците му треба македонски херој, кој ќе ги извади од калта албанците. Албанците веќе се влезли во калт. Не може да излезат сами. Му треба македонска поддршка. Кого гледате за така? Само Христијан Мицковски ВМРО да помине, заедно со Гордана Силјановка-Давкова, ината председател на државата, јас мислам дека може да ги извадат албанците од калт. За да можат албанците се заробени во една челична завеса што не може да гледат надвор. Кога ќе ги извадат тие, јас мислам дека начинот на размислување на албанците биде многу подобро, не дека тие не гледат, но албанците сакат поквалитетно. Најкратко, СДСМ, која е вашата оценка за СДСМ?
Sada само јас и во минатото, пред 2 месеци, 1 месец сум кажал дека разлика ќе бидат помеѓу 160-180 илјади гласа, јас мислам дека ќе бидат 150-160 илјади гласа, зависи сега како ќе пошто и тие што останале, тој што се клиентелисти, пошто секоја партија има клиентелисти, да се разбираме, ќе побега за да имаат подобри односи со останата власт. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Мене беше Во 60 многу минути ви посакувам задоволство што здравје. бев со вас. И понатаму ќе ве поканам во моите емисии на телевизија Вистел. Бидете ми живи здрави. Се надевам дека на гледалците им се свиѓавме и мислам дека сме придонесле барем. Ќе ги слушаме реакциите, секако и во Ви социјалните благодарам. мрежи Ви и во благодарам. медиумите. Бидете живи здрави, почитувани. Тоа беше доктор Љузим Фаризи, доктор по политички науки. Еве, да просто мислам овие 60 на минути даде вистинска анализа, оценка за се ова што се случило и што ни преостанува што ќе се случи. Ви посакувам секое добро, честит празник на сите тие што го носат името Цветан, Цветко и така натаму. Цветници се во недела, утре Лазарова сабота. И бите ми живи здрави. Се гледаме у вторник во нашата дневна доза на гласот на народот. Добро вечер.